Политички систем е новата книга која неделова беше промовирана на правниот факултет. Од авторите е Рената Треневска-Десковска, потоа Јелена Христовска, како и доцент доктор Марко Картолица. За вас ќе речат еден од најинспиративните професори на правниот факултет. Имаше едно истражување поодамнешно и вашите колеги помлади на правниот велат оцениле Картолица еден од најинспиративните професори на правниот факултет. Професор Картолица во книгата Политички систем обработувате неколку теми, меѓутоа и неколку клучни поими, а тоа е политика, демократија, идентитет, национализам, владење на правото. Сите овие поими на кои ставате акцент во учебникот за студентите на правниот факултет, денес се многу актуелни. Првенствено благодарам на поканата, благодарам и на преубавата најава. Точно е, пред повеќе од 5-6 години, како асистент бев избран за најинспиративен асистент на Универзитетот Свети Кирил и Методи од страна на студентите, и тоа ми представува едно од најважните признанија, бидејќи секогаш сум се трудел работата да ја гледам како еден вид на мисија и да придонесам и да инспирирам студенти да станат најдобрата верзија од себе. По имете кои ги спомнавте, би требало секој учебник по политички систем да ги опфати. Така и ние тука. Првенствено имавме идеја да ги опфатиме сите теми од силабусот, но дополнивме и една нова тема, односно тема која се врзува за вредностите на недемократски системи, бидејќи сметавме дека во време кога вредностите на недемократските системи, на авторитарните режими во светот растат во последните 2 децении, важно е студенти по право, важно е студенти по политички науки да ги знаат овие вредности, да знаат зошто ваквите системи представуваат опасност за човековите права и слободи и зошто би требало да се вратиме на она Черчилово дека демократијата е најлош облик на владење, но многу подобар од се до сега што сме имале можност да пробаме. Не би можел да излечам, меѓутоа на сите теми ставаме посебно внимание со тоа што овој учебник е многу интересно направен, многу современо направен, следејќи ги искуствата од западноевропските, а посебно од американските универзитети, бидејќи внатре ќе забележите, освен текст кој е пишуван на прилично едноставен и разбирлив јазик, ќе забележите илустрации, табели, графикони, кои треба на студентите, меѓутоа и на пошироката јавност, работите да им ги доближат и лесно да бидат за нив разбирливи. Македонска автократија или демократија, кои се белезите на македонскиот конституционализам? Па ако погледнете, ние од 1990 година, 1991 година, ако се врземе со носењето на Уставот, почнуваме со градење на демократско општество и на плурално општество. И 30 и на повеќе од 30 години подоцна, реално не можеме да кажеме дека сме навистина консолидирано демократско општество. Проблемите се присутни и покрај нашата специфика која ги има нашиот систем, реално последните 2 децении, како што спомнав, беа обележани со подем на авторитарни вредности, подем на популизам. Станува прилично модерно и во светски рамки лидери со цврста рака да бидат атрактивни. Веројатно и тој бран не одмина и нас. Така што кога ќе погледнете, се уште ние се наоѓаме во некоја фаза на транзиција кон демократија, па често не оценуваат како некој вид на хибриден режим или делумно слободни, бидејќи за да создадете демократија не е само доволно нормите да ги промените. Многу е поважно да создадете вредностни демократски во рамките на општеството. Русо би рекол, убаво е да создадете демократија, но уште поубаво е да создадете граѓани кои ќе сакаат демократија, граѓани кои ќе знаат што точно значи демократија, ќе практикуваат демократија и ќе се борат за таа демократија. Ние наследивме определени авторитарни вредности од периодот 45 до 91 и очигледно во периодот на транзиција тие авторитарни вредности ни се пренесоа и во овој период. Професор Картолица, во книгата се осврнувате, ставате акценти на владењето на правото. Зошто ни се случува пандемија на криминал,
ендемска појава на корупција, на правна несигурност. Така, се сложувам. Има една мисла кога започнуваме со предавање на тематската целина за политичка култура, каде што велиме дека ниту еден устав, ниту еден закон, ниту било која институција може да ја заштити демократијата и владењето на правото кога тие идеи умираат во срцето на граѓаните. Што значи, ние секогаш тргнуваме од институциите, но многу е важно да кажеме дека секој во ова општество има своја улога во градењето на демократијата и во градењето на владењето на правото. Во таа насока би рекол дека во состојба кога е нормално, општо прифатено дека треба да се фаќаат врски, општо прифатено дека е многу побитно кого знаеш отколку колку знаеш, ни се рефлектира понатаму тоа и во институциите. Потребно ни е повеќе луѓе во ова општество кои ќе бараат промени, потребно ни е повеќе луѓе кои ќе бидат со партиципативна политичка култура и кои ваквите појави кои што ги спомнав ќе ги критикуваат, нема да ги практикуваат и ќе се борат за навистина владење на право. Оти демократијата без владење на право станува лесно подложна да биде злоупотребена од страна на популистички лидери. Колку и како политичкиот и уставниот систем се избор на аномија или атрофија на институциите? Институциите не може да се развијат во определен вакуум. Има многу интересна приказна дека кога се креирале определени устави во рамки на посткомунистичката регија, луѓето кои размислувале за креирање на ваквите устави сакале да создадат англиска демократија. Одговорот на тоа било во ред, ќе ја создадеме, ама ќе треба да донесеме луѓе од Англија. Што значи институциите вие на хартија може да ги поставите, меѓутоа како тие понатаму институции ќе се развијат, духот се луѓето кои што ќе влезат внатре. Затоа во оваа насока клучно би рекол дека треба да обрнеме внимание на капацитетот на институциите, а не само да ги анализираме како прости згради и ѕидини. Професор Кртолица, во очи или во наредните месец после Нова година ќе биде формирана пржинска влада, според истиот досегашен принцип, пред избори пржинска влада. Кои се позитивните и негативни страни околу формирањето на влада која треба да спроведе избори? Сосема известно според моите информации дека и покрај тоа што ВМРО ДПМН нема се уште донесена одлука дали ќе партиципира или не, сепак моите сознанија се дека најголемата опозицијска партија ќе биде дел од пржинската влада. Пржинската влада произлезе како решение во едно многу поинакво време. Пржинската влада произлезе како решение во период на тешка политичка криза и во состојба кога ние како општество сметавме дека тогашната владеачка гарнитура не поседува капацитет да спроведе фер, слободни демократски избори. И според тоа, во таква состојба ние трагавме по решение тогаш како да дојдеме да изборите во 2016 година на крајот продуцираат легитимитет на новата владеачка гарнитура, без разлика која во тој период ќе победеше. Првично идејата за пржинската влада се врзуваше за изборите 2016 година, меѓутоа некако пржинската влада се провлече и понатаму. Беше применувана во 2020 година, а сега гледаме дека истото ќе биде и во 2024 година. По мене пржинската влада е навистина нестандардно решение во поглед на влада која треба да организира избори. Она што јас велам, кога имате проблем како модел да им го објасните на пријатели во странство, значи решението не е добро. Веројатно ќе застанете како пржинската влада функционира на моментот дека треба да организира избори, а сите понатаму решенија ќе изгледаат многу чудни за нив и многу тешки за разбирање. Комплексна е, нефункционална е од она што го видовме претходно. Меѓутоа, во 2016 па доведе да сите актери по завршувањето на изборите ги прифатат изборните резултати. Кртолица, колку е возможно пржинската влада да биде функционална во ситуација кога
најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН го оспорува легитимитетот на спикерот на собранието, кој воедно ќе биде и премиер на пржинската влада. Како тоа би функционирало? Па и досегашното искуство покажа дека пржинската влада тешко функционира. Често гледаме конфликти помеѓу министрите и дополнителниот заменик министер, односно министерот со дополнителниот заменик министер, односи кои што се проблематизираат и председателот на владата со останатите членови од владата кои доаѓаат од опозицијата, така што верувам дека тоа ќе биде состојба и сега во рамките на оваа пржинска влада. До сега се покажа од аспект на тековно функционирање дека тешко оди функционирањето на пржинската влада, меѓутоа од друга страна па и за 2016 и за 2020 немавме состојба каде некоја политичка партија би рекла дека не ги признава изборите. Дали е тоа само влијание на пржинската влада, не мислам искрено. Мислам дека амбиентот е многу поинаков и во 2020 година и во 2024 година од она што беше амбиентот во 2016 година. Не е единствената причина за помирна атмосфера денеска пржинската влада од она што беше состојбата во 2016 година. Се најавуваат предизборни коалиции, не се исклучува СДСМ да иде во коалиција со ДУИ и веројатно со Алијанса на албанците, но како вие гледате или кои се предностите и маните на ваквите меѓуетнички коалиции меѓу политичките табори и од власта и од опозицијата? Доколку тргнем од аспект на теорија и доколку тргнем од лично моје убедување, за мене иднината на Македонија е во меѓуетнички предизборни коалиции, кога партии од различни етникуми, вклучително и од албанскиот етникум, би креирале заедно една заедничка предизборна листа и би излегле пред граѓаните со таква понуда. Тоа конечно би го тргнал етничкиот момент во македонската политика и наместо да се бавиме со етнички прашања, ќе почнеме да се бавиме со граѓански прашања. Ќе почнеме да се интересираме за вистинските проблеми кои не мачат во нашето општество и конечно ќе можеме да се концентрираме на кој нуди подобри решенија за нивно решавање. Дополнително ваквите предизборни коалиции помеѓу различни етникуми ќе намали и радикалноста во реториката на политичарите, бидејќи ако некој политичар од еден етникум навреди друг етникум, практично целата листа ради тоа ќе страда. Досега СДСМ беше похрабар за разлика од ВМРО-ДПМН во тој чекор и во 2016 година одлучи да се отвори кон етничките албанци, додека во 2020 година направи предизборна коалиција со политичката партија БЕСА. Во двата наврати, ако погледнеме, како чекор се покажа исправен за Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи во 2016 година околу 50.000, ако не и повеќе, гласови за Социјалдемократскиот сојуз дојдоа токму од албанските гласачи. Во 2020 па може би уште повеќе, бидејќи со гласовите кои ги доби коалицијата на СДСМ, практично Социјалдемократскиот сојуз издвојува победа. Точно е дека потоа таа коалиција се распадна, меѓутоа за историја ќе остане дека победник на тие избори била коалицијата предводена од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Како ќе биде сега, не можам од оваа перспектива да прогнозирам. Сите опции се отворени, имајќи предвид дека ние покрај парламентарни избори во истиот термин, на 8 мај, треба да имаме и втор круг на председателски избори, каде што ќе биде битно што поширок спектар на политички опции да имате кај себе, за да може да привлечете поголем број на гласачи во вториот круг и за председателските избори. Така што веројатно партиите ќе ги прават тие калкулации, но во оваа ситуација поклопувањето на двата избори веројатно ќе го олесни ова прашање за предизборни коалиции помеѓу македонски и албански политички партии, но ќе видиме. Професор Хартулица, на крајот, какви се според вас шансите, она што денуваме може да се слушне во јавноста, дека пржинската влада
би можела во овој меѓупериод да ги спроведе или да ги протурка уставните промени. Што вие мислите? Јас не сум оптимист за тоа и мислам дека на пржинската влада главниот фокус треба да и биде организирањето на изборите. Ние речиси цела година говориме за уставни измени. Уставните измени не се случија и мислам дека би било прилично ризичен потек таквите уставни измени да се случуваат во период на пржинска влада, која главниот фокус треба да го стави врз спроведувањето на избори. Давањето на пржинската влада дополнителна задача, мислам дека нема ни да има време, ако погледнеме во тие 100 дена кои што ќе имаме пржинската влада, целиот процес на уставни измени да го доведе, дури да има волја, да го доведе до крај. По мене, фокусот на пржинската влада треба да биде на организацијата на изборите. Затоа, впрочем, и како решение сме ја смислиле, кое морам да кажам дека е сосема нестандардно во компаративните искуства кога ќе ги погледнете, затоа што да, се сретнуваат влади кои организираат, кои имаат задача да организираат избори, меѓутоа вакво каде што ви имате од различни политички партии, реално е прилично уникатно како е поставено во нашиот систем, затоа што како решение е никнато за да го реши да ги реши прашањата кои произлегува од кризата политичко 2015 до 2016 крајот. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ми беше задоволство, благодарам на поканата. Следете разговор со доцент доктор Марко Картолица, еден од авторите на книгата Учебник за правниот факултет и студентите од правниот факултет Политички систем, каде автори или коавтори се професорите Рената Треневска-Десковска и Елена Трајковска-Христовска.